Денешната церемонија е потсетник на тоа колку Македонија има постигнато и останатите балкански земји. Од 2011 година Македонија се приклучи на своите соседни земји, кажа не на етничкиот конфликт, на војната и деструкцијата и побара безбедно за своите граѓани демократија и просперитет. Земјите и своите лидери сватија дека во едно мултиетничко општество и демократско општество мора да се споделува, компромиси мора да се прават. Мнозинските правила не се донесуваат со апсолутно мнозинство. Тоа беше еден чекор понапред на Македонија кон интеграција на останат во Европската унија и Евроатлантскиот сојуз кроз односно преку Европа и НАТО. По 17 години евене на вториот чекор. Лидерите на Македонија и Грција храбро донесоа одлука заеднички, на тој начин постигнувајќи компромис за да потпишувајќи го и постигнувајќи го договорот кој ги отвори вратите на Македонија за членство во Европска унија во единствената оперативна воена алијанса НАТО, кој што ги отвори вратите и кон членство во Европска унија. Светот внимателно гледа и покрај големиниот пораст на глобално ниво на протекционизмот и национализмот, можеме да забележиме дека и покрај неодговорната политика која што се води на глобално ниво, Македонија сушност кажа не на скрутинизмот, на корупцијата и на коруптираниот начин на управување и на македонскиот народ и на светот им овозможи надеж дека мирот и стабилноста може да надвладеат поради континуираната доверба кон Европската унија и Евроатлантските сојузи кои што одат напред кон патот на демократијата. Не правете грешка, референдумот мора да победи со демократска одлука, доколку биде неуспешен референдумот, тоа ќе биде неуспех и за владењето на правото и за демократијата, веројатно и за мирот. Ќе означи крај на мирот. Македонија кажа не на митото и манипулацијата која доаѓа страна на Русија. Тие всушност донесоа одлука во рамките на заедничка одлука помеѓу Македонија и Грција, не дозволија на Русија да управува со нивните одлуки, што ќе возможи навистина голем просперитет и напредок не само за Македонија, туку и за западно-балканските земји. Еве како што заменикот премиер веќе напомена, и јас сакам да ве убедам дека тој систем и нашиот систем обезбедува и подразбира поголем просперитет и демократија, демократски напредок за сите земји на Балканот и во Македонија. Се бориме заеднички против тој скрутинизам и мора да се бориме заеднички против корупцијата, но исто така би сакала накратко да завршам заблагодарувајќи се на Македонија и да заблагодарам за напредокот кој што го постигна Македонија во овие 17 години. Благодарам за надежта која што ни ја давате за напредокот, за подобро утро, за подобра демократија, за подобар национален систем, за подобро владење на правото и мирот.